Заменик министер, доколку буџетот е супер ликвиден и доколку се полни така како што кажувате и доколку има зголемен прилив во буџетот, каде се тогаш парите? Зошто, доколку буџетот е во супер кондиција, зошто како држава им наметнувате дополнителни давачки на компаниите кои што, еве да кажеме, и то на најуспешните компании? Зошто не се борите со сивата економија? Зошто не ја впрегнете управата за УЈП, за да проверите каде се плаќа данок, каде не се плаќа данок, да ги ставите во контрола тие што не плаќаат на сметка на тие кои што плаќаат. Вие најлесно сега, бидејќи немате контрола на тие кои што не плаќаат данок, најлесно вие да им наметнете нови даноци на оние што плаќаат, на оние кои што се општествено одговорни компании кои што имаат 6200 вработени и плаќаат 105 милиони евра даноци и придонеси. Најлесно е на нив, бидејќи знаете дека ќе платат и вас ви е најлесно тоа, наместо да влезете во борба со сивата економија и во борба со неплаќачите на данок. Но најверојатно таму не смеете да влезете и затоа ги оптоварувате овие кои што плаќаат. А околу странските инвестиции, кажавте 700 милиони евра, но тие 700 милиони евра се од компаниите кои што ВМРО ДПМН ги донесе во периодот додека беше на власт, а вие ги уживате сега тие плодови, така го полните буџетот, а во времето кога бевте опозиција, тие компании ги викавте компании на смртта, бидејќи ќе ги експлоатирале на македонските граѓани. Ете, тоа е вашето лицемерие како влада. Благодарам.